Не беше во план вечера да се обратам, но еве, додека стоевме тука со Владко, одлучив на кратко да се обратам. И од моје име, и од името на внатрешната македонска револуционерна организација, Демократска партија за македонско национално единство, од името на сите наши членови, поддржувачи и симпатизери, и од името на целиот македонски народ и сите граѓани на Македонија кои го поддржуваат секој слободоумен човек, да ги поддржам луѓето кои што неправедно се затворени во овој затвор, во овој притвор, заради тоа што се патриоти, заради тоа што изразувале патриотски чувства, заради тоа што никого не повредиле, понесени од патриотски чувства, влегле во салата, пееле патриотски песни и сега се наоѓаат во затвор како во ниту една друга држава. Драги пријатели, почитувани присутни, и сите вие, драги пријатели кои што сте внатре во овој притвор, во овој затвор, сакам да ви порачам. Ова што ви се случува вам и се случува всушност на Македонија. Ова што вам ви се случува не е случајно. Преку вас и преку многу други чекори, очигледно е дека се сака да се скрши и ослабни ВМРО ДПМН. А преку ослабнувањето на ВМРО ДПМН се сака да се ослабни и духот на македонецот, и духот на граѓаните на Македонија, и патриотскиот дух кај секој еден граѓанин на Македонија, која сака Македонија таква каква е, со целото своје срце и со целата своја душа. Веќе 3 години се прават удари со кои што сака да се скрши се што е национално, се што ја сака својата држава, се што патриотски размислува, се што е подготвено да ги брани основните символи на својата држава и да ја брани својата држава. И токму ставањето на вас во притвор, во затвор, е еден од тие чекори. Прво да се скршете вие, а јас знам дека вие нема да бидете скршени. Второ, преку вас и преку многу други, и преку многу различни чекори што ги прават, да се скрши и ослабни ВМРО ДПМН, и тоа да биде основата на која што ќе се ослабни Македонија и националниот и патриотскиот дух на граѓаните на Република Македонија и на македонскиот народ. Но нема да успеат. Нема да успеат. Тоа го знаеме сите. Внатрешната македонска револуционерна организација, Демократска партија за македонско национално единство, била и ќе биде, постоела и ќе постои, била силна и ќе остане силна. Го крепела, го држела и се борела за народот во Македонија и ќе продолжи тоа да го прави и во иднина. Му се допаѓало тоа некому или не му се допаѓало. Вие, независно дали некој од вас е член на ВМРО ДПМН или не е член, вие кои што сте патриоти, кои што со ништо не сте сгрешиле, туку со чувството на патриотизам кој го носите во себе, сте дел од таа битка и треба тоа да го знаете. Сте дел од оваа битка на едни кои што сакаат да го скршат духот на народот и со тоа да ја редефинираат државата како што тоа го најавуваа. И јас знам дека вие ќе издржите. Ние сме со вас и ќе останеме со вас. Ние ќе се бориме за вас. И не само ние што сме тука. Со вас се илјадници и други луѓе. Може би голем дел од нив исплашени заради многуте репресии што ги врши власта, заради многуте заплашувања, бркања од работа, казнувања, апсења и така натаму. Но народот е со вас. Тоа треба да го знаете. Сите вие, и Сашо Василевски, и Крсто Муковски, и Љубен Арнаудов, и Борис Дамовски,
и Богдан Илиевски, и Владо Јовановски, и Игор Дуровски, и Митко Чавков, и другите луѓе од Министерството за внатрешни работи, кои ги затвораа затоа што не сакале да потпишат записник поинаков од вистинскиот. И сите останати кои што се неправедно внатре, затворени во 4 зида во 8 квадрати и во маченички услови, за да го скршат нивниот дух, кои што се внатре во услови какви што немало и во нацистичките логори, каде што не им пуштаат парно грејење, односно им пуштаат само по 2 часа во денот, не дозволуваат на нивните блиски да им несат топла облека. Сите вие сте херои. И сите вие еден ден ќе излезете како херои, а вашите блиски ќе бидат горди на вас. Тоа треба да го знаете. Тоа треба да го знаете. И сега, и потоа кога ние ќе заминиме, и утре, и задутре, и се до вашето конечно ослободување. Народот и граѓаните гледаат што се случува. Колку и да се исплашени, колку и да им се закануваат, ова не може вечно да трае. Ке дојде крајот на оваа хунта. Ке се каат, ке бегаат од нашите погледи, ке менуваат улица, ке се изенуваат. Длабоко ке се каат за ова што го прават. Ке се плашаат и ке се срамат и вас да ве погледнат во очи. Времињата ке се променат. Македонија поминала низ многу тешки времиња. Низ многу тешки времиња во последните стотици, 100 или 200 години. Јас се сеќавам, а и вие добро тоа го знаете, како сме читале и како ни е пренесувано, кога во 1941 година дошол окупаторот во Македонија, многу од луѓето не се согласувале со тоа. Некои пружиле пасивен отпор, некој активен отпор. Но некои од нив, некои од граѓаните се солидаризирале и им помагале. Тие се чувствувале добро, можеби неколку години. Но кога окупаторот замина, тие се соочиле со големи проблеми. И овој окупатор ќе замине, и оваа хунта, која се однесува недемократски, која се однесува насилнички, силежиски, ќе замине еден ден. И нека му е мисли од сега што потоа. Не од мене, не од вас можеби, од целиот народ, од срамот со кој што ќе се соочи, но и од желбата за освета што ќе има кај многу луѓе кога ќе ги сретнуваат. Тоа што го прават денес, ќе им се врати еден ден. Вие ќе издржите, ние ќе останеме со вас, ќе се бориме за вас, ќе излезете, ќе бидете херои и со гордост ќе се сеќавате на овој период и ќе го раскажувате тоа на вашите деца, на вашите внуци и на вашите правнуци. Бидете живи и здрави сите. Ве поздравувам и продолжуваме со нашата борба. Да живее ВМРО ДПМН! Да живее Република Македонија! Да сте живи и здрави! Благодарам!